Се нижат скандалите по првиот јавен повик на Фондот за иновации и технолошки развој за кофинансирање на микро, мали и средни предпријатија од планот за економски раст. Од ден на ден се открива се поголем број на компании блиски до власта кои добиле огромни пари. Најнова во низата е компанијата Кодинг Горска, која добила 296.000 евра за, како што пишува во описот на бизнис планот, воведување на нов производ во нова амбалажа, дизајн и етикета за горска вода со алоe вера и ацерола. Проблем во доделувањето на средствата е фактор што вториот човек во компанијата, кој е директор на производство, истовремено е претседател на општинската организација на СРСМ во Кавадарци. Ова е последна, барем засега, во низата фирми кои добија пари од фондот, а се блиски до владеачката гарнитура. Лично, вице-премиерот Ангјушев минатиот петок сам на себе си додели 160.000 евра, поточно на фирмата Каст Инвест, во која е косопственик. Собственици на Каст Инвест се компанијата Брако на Ангјушев, неговиот кум и уште еден бизнисмен. Ангјушев одговори дека не гледа конфликт на интереси, бидејќи бил транспарентен. Се објавил во анкетниот лист и знаел дека компанијата ќе аплицира на повикот, но не ургирал за да го добие грантот. Според него, фирмата имала една од подобрите апликации, но како што не смеела да биде привилегирана, не смеела да биде ниту дискриминирана. Освен Ангјушев, се откри дека печатницата на пратеникот на СРСМ Харило Квенец добила 162.000 евра од Фондот за иновации, исто колку и вестникот Слободен печат за набавка на печатарска машина. За директорот на фондот ова не е спорно, бидејќи дел од парите не се доделуваат само за иновации, туку и за технолошки развој. Инструментите за технолошки развој, каде што не барам иновација, каде што компаниите аплицираат со проекти за кои што сакаат да донесат нова технологија во својата работа, да донесат машина од Германија, например. Каде што износот на наше учество е лимитирано на 30%. Тоа значи дека за секој денар што ние го даваме, компанијата вложува 2 свој. На првиот јавен повик за финансирање на микро, мали и средни предпријатија од планот за економски раст со вкупна сума од 10,5 милиони евра беа поддржани 80 компании.